Централно издание на Дневникот на телевизија Кочани. Добро вечер. Ова се насловите на денот. Заменик министерот за земјоделство Зоран Коњановски на средба со земјоделците од општината Чишиново Блешево. Во општа болница во Кочани отворено приемно одделение. Форуми во заедницата за сливното подрачје на река Брегалница, одржани и во Кочани. Со изборот на жетварската убавица на Кочани започнаа 22-те денови на Кочанскиот Орис. Успешен завршеток со концерт на Истивањското здравоживо во Виница. Се враќаме веднаш по рекламите. Гледајте не. Железара Тигар Метал Кочани. Најдобра локација со најдобар избор на цевки и профили. Бои и лакови. Шрафовска роба. Мрежа и жица. Бесплатен превоз до вашиот дом. Наша предност се цените и квалитетната услуга. Повелете на улица Теодосија Паунов 61. Железара Тигар Метал. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Звучна изолација, безпрекорна топлина во вашиот дом, оптика и комфор. ПВЦ прозорци и врати за цел живот, Александрија ПВЦ Лајн Кочани. За да инвестирате во енергетски штедлив дом, можете да користите и Алфа Зелен кредит од Алфа банка. Секако вид на алуминијска столарија и дрвени собни врати. Контакт телефон 033 297 440. Најновите актуелни информации пренесени преку вашата омилена фреквенција Телевизија Кочани. Заменик министерот за земјоделство Зоран Коњановски попланево престојуваше во општина Чешиново Блешево, каде што се сретна со градоначалникот и земјоделците од овој крај.
Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Зоран Коњановски во рамките на својата работна посета на општина Чешиново Облешево се сретна со градоначалникот Костадин Личков и со земјоделците од повеќе населени места од општината. Со градоначалникот Личков Коњановски разговараше за урбанизацијата на повеќе места во општината и привлекување на странски капитал за изградба на преработувачки капацитети за ориз и за други земјоделски производи. Обраќајќи им се на земјоделците, заменик министерот Коњановски истакна. Во тек се изработка на урбанистичките планови, имаме ние и како Министерство за земјоделство и шумарство можност да пренамениме земјоделско земјиште, така да за многу брзо време мислам дека ќе се дооформат парцели, се со цел да се продадат на некој инвеститор, да се направат објекти таму за складирање, за преработка и доработка на земјоделските производи. Кочани навистина завзема битно место во земјоделската карта на Република Македонија. Само последните 2 години имаме доделено субвенции како влада, како министерство на жителите на Кочани, Чешиново, Облешево во висина од повеќе од 4 милиони евра. 4 милиони евра за околу 3.500 семејства кои се занимаваат со земјоделство тука на подрачјето на Чешиново, Облешево и Кочани. Нормално заинтересирани сме и понатамо да се одгледува главната култура тука оризот, затоа превземаме низа мерки секоја година се со цел да се подобрат условите во однос на производството на ориз. Имав можност да се сретнам и ќе се сретнам со вработените од подрачната единица во Кочани, бидејќи Чешиново и Облешево спаѓа под општина Кочани, како и со голем број на земјоделци кои ова година очекуваат да отпочне жетвата на оризот тука во Кочанско и Чешиново Облешево. Коњановски ја посочи и успешната соработка со турската компанија Тика во експерименталното производство на ориз на кочанските полиња, а на земјоделците од Облешево Чешиново им порача да се здружуваат меѓу себе и да формираат задруги. Во Општа болница во Кочани е отворена приемната амбуланта. Со неја ќе се подобри приемот на пациентите од повеќе градови на регионот. Општа болница во Кочани понатаму продолжува со подобрувањето на условите за пациентите. Денеска беше предадена во употреба новата приемна амбуланта во болницата. Овој простор пред неколку време беше буквално неискористен, а сега ќе им служи за потребите на пациентите. Потребата од воспоставување на нова приемна амбуланта во Општа болница се провлекува долги години наназад. Имено се случуваше да во попладневните вечерните часови при прием на пациенти истите да бидат подолго време да чекаат и да немаат соодветна просторија каде да бидат примени. Иницијативата започна од самите лекари специјалисти, ја увидува потребата. Ние излеговме во пресред, така да со сопствени средства, со скромни средства, скромно ја направивме ова приемна амбуланта. Мислам дека ќе биде вистински погодок и ќе биде редовно користена од страна на лекарите специјалисти. Во утринските часови исто така може да се користи за проектот Мој термин, бидејќи се случува во утринските часови двајца доктори во исто време да имаат своји термини, така да за да не се ствара гужва, може двете ординации истовремено да се користат, додека во попладневните часови да се користи како приемна амбуланта. Со новата приемна амбуланта се очекува да се стави ред и да се намалат гужвите при приемот на пациенти од повеќе градови на регионот. Таа ќе служи и за закажување на пациентите преку проектот Мој термин на Министерството за здравство на Република Македонија. Форуми во заедницата за сливното подрачје на реката Брегалница синоќа се одржа во Кочани. Граѓаните предлагаа проекти кои ќе се најдат на листата за реализација. Со активното учество на форумот во заедницата во рамки на проектот Управување со речниот слив на реката Брегалница и граѓаните на општина Кочани има можност да се вклучат во донесувањето одлуки за имплементација на мали инфраструктурни проекти на подрачјето на речниот слив на Брегалница во нашава општина. Тие одлучуваат за изборот на најквалитетниот проект кој ќе биде реализиран за подобрување на инфраструктурата и одржливото управување во областа на водните ресурси. Ова е еден пилот проект каде што се очекува да биде донесен план за управување на речниот слив, што значи интегриран пристап и одржливо управување со водните ресурси во Брегалничкиот слив. Проектот, односно програмата Форуми во заедницата се спроведува во 15 општини, а целта е втората компонента од проектот имплементација на мали инфраструктурни проекти. Секоја општина ќе имплементира по еден мал инфраструктурен проект кој опфаќа областа води.
за Кочани, колкави средства се предвидени и колку општината ќе учествува во овој? Максималните средства во секоја општина се 60.000 швајцарски франци, од кои 50.000 се донирани од Државниот секретаријат за економски прашања на Швајцарија, а останатото е кофинансирање од општината, односно минимум 16,7% или во овој случај, доколку ја користат максималната сума, тоа би изнесувало 10.000 швајцарски франци. Ние како општина тоа ќе го испочитуваме, ќе го изработиме проектот и дека до тој износ ќе обезбедиме средства од буџетот на општината Кочани, односно граѓаните на општината Кочани, поради тоа што не е ред ако нашите пријатели од Швајцарија донираат такви средства да ние не се определиме да ги искористиме, да ги нашите средства кои што ги издвојуваме, да ги искористиме за таа намера. Проектот е подржан со грант од Швајцарскиот државен секретаријат за економски прашања и со сопствено учество на општината Кочани од 10%. Представници од Светска банка ја посетија општина Виница. Целта на посетата е реализација на програмата за урбано партнерство. Со цел размена на идеи за успешна реализација на проектот Градови без корупција, градови со иднина, во која е вклучена и општина Виница, денеска се одржа средба со градоначалникот Дончев и представници од Светската банка од програмата за урбано партнерство како спроведувачи на овој проект. Целта на овој проект е изработка на антикорупцијска стратегија со цел ефективно управување со развојот на општината во насока на инклузивен и одржлив развој. Подржаните 3 работилници во дечкиот тим на единицата за локалната самоуправа Виница се фокусираше на 3 области кои се ранливи на корупција: финансиски менаџмент, човечки ресурси, издавање на дозволи и одобренија, изда кои ќе се прават детални анализи кои се слабите карики во овие сектори и каде има простор за коруптивни дејства. Со изборот на Жетварска убавица синоќа започна манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз. За Жетварска убавица е избрана Моника Митева. Синоќа на летната сцена пред Центарот за култура Бели Мугри во Кочани започна манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз 2013 година. Со изборот на Жетварската убавица за 2013 година се означи почетокот на оваа традиционална манифестација, која по 22 пат се одржува во Кочани. Учествуваа 14 девојчиња од општината, членови на фолклорни ансамбли и ученички во средните училишта во нашата општина. Жетварската убавица за 2013 година е Моника Митева, член на фолклорниот ансамбл Кочани од Кочани. За прва придружничка е избрана Јована Јорданова, а за втора придружничка Симона Ѓоргиева. Наградите на Жетварската убавица им ги врачи градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски. Убавиците беа пресрекни и задоволни што се дел од оваа традиционална манифестација. Јас сум Моника Митева, учам во средното општинско училиште Ванчо Прке. Премногу сум задоволна, не очекував оваа награда. Многу сум среќна. Учествувам и сум дел од фолклорното друштво Фа Кочани од Кочани и сега ќе пробам да ја зажнам првата ракатка ориз за оваа година. Јас сум Јована Јорданова и сум прва придружничка на Жетварската убавица и многу ми е мило што сите ме поддржуваа и што токму јас сум првата придружничка и сите беа совршени. Но вистина не. Се надевав малку, но не знам. Малку да, во почетокот да, но потоа беше супер. Јас сум Симона Ѓоргиева и многу ми е мило што сум избрана за втора придружничка на Жетварската убавица. Се надевам дека ќе имам можност повторно да учествувам и ово беше неочекувано покрај целата конкуренција. Многу сум задоволна. Од општина Кочани задоволни од почетокот на манифестацијата и од изборот на убавиците. Целата манифестација помина одлично, еве одлична е атмосферата вечерва. Од 14 пријавени жетварски убавици ја избравме Жетварската убавица. Навистина имаше многу голема конкуренција оваа година. Сите 14 девојки беа убави. Само сакам да нагласам дека ова е настан кој што представува необичен избор на убавица, туку тоа е еден уметнички перформанс во кој што се обидуваме да направиме спој меѓу традицијата и современото преку
убавината, фолклорот, музиката, а за тоа ни помагаат секако убавите девојки кои ги има многу на број во Кочани, а дека е така покажува и оваа вечер. На манифестацијата настапија и познатите етно-џез трио од Кочани, како и познатата македонска пејачка Кристина Арнаудова. Во музеот Теракота во Виница е отворена изложба на накет од археолошките локалитети во Виничко во рамките на Европските денови на културното наследство. По повод манифестацијата Европски денови на културното наследство, која што веќе 20 години се реализира во месец септември во повеќе европски земји, музеот на град Виница Теракота организира неколку активности. Темата околу која што беа фокусирани активностите во нашава земја е сјајот на движното културно наследство. Во таа насока во просториите на музеот е отворена изложба со наслов "Повеќе од украс накит" од археолошките локалитети во Виница од праисторијата до средниот век. Изложбата го представува накитот не само како наод што предизвикува внимание поради естетските вредности, туку и како значаен извор на информации за еден археолошки локалитет. Посетителите за време трајањето на манифестацијата Европски денови на културното наследство бесплатно ќе можат да го посетат музеот на град Виница Теракота. И музејската збирка на Кочани утре петок во етно куќата во Кочани ќе реализира изложбата на дела од едукативната работилница која ја реализираше кустос археолог Илинка Атанасова, како изложба на изворни народни инструменти изработени од Драги Атанасов. Успешен завршеток на 28-то издание на Истибанското здравоживо. Преку 500 учесници од 12 европски земји заиграа на Виничко Истибанската сцена. Заврши 28-то издание на меѓународниот фестивал на фолклорна музика Истибанско здравоживо. 13 различни европски фолклорни ансамбли и преку 500 учесници ја прикажаа својата култура, оро и музика на плоштадот Ангел Винички. Настапите започнаа на 14 септември во саботата во селото Истибања, а целата програма се заокружи со синокешниот настап на Виничката сцена. Еве сме на финалето на 28-то издание на меѓународниот фолклорен фестивал Истибанско здравоживо 2013 господово лето. Фестивалот започна во саботата со свеченото отворање на отворената сцена во Истибање, каде што настапија сите странски и неколку македонски ансамбли. Истибанчани беа, навистина беше селото во живо, многу публика, многу посетители, а потоа преку фолклорниот караван настапија ансамблите во Македонска Меница и во Берово, а ете денеска на плошад Ангел Виничка во Виница, која е преполн со многу љубители на фолклорот за да го затвориме 28-то издание на меѓународниот фолклорен фестивал Истибанско здравоживо. Преку 500 учесници од Србија, Романија, Турција, Босна и Херцеговина, Бугарија, Словачка, како и повеќе македонски ансамбли заиграа на сцената. Игрорците, видно задоволни од македонската гостопримливост, пред камерата на телевизија Кочани рекоа дека ваков пречек немале во ниту една друга балканска земја и дека доколку пак им се укаже можност, со задоволство бија прифатиле. A nama je ovo prvi put. Elma Šahman. Dejan Sjušć. Fikret. Emina Subašić. Samir Mirvić. Iz Sarajeva. Ovdje nam je prelijepo, zaista družimo se, upoznali smo mnogo različitih ljudi iz različitih zemalja i to nam se zaista sviđa. To nam je jedan od najljepših dijelova ovdje. Овој фестивал континуирано екзистира цели 28 години и спојува повеќе култури во едно, а со тоа ги зближува младите од различни континенти. Веќе 3 децении сме дел од Истибанското здравоживо. Истибања е селото кое живее со овој бренд, селото кое преку својот ансамбл Китка умешно ја обновува традицијата и стогодишната носија ја пренесува од генерација на генерација и благодарение на раководителот Стојко Митковски стана магнет за младите од Виница, но и за возрастните пензионери кои создадоа и свој клуб на ветерани. Многу насмеани лица, раце кои постоја на ракоплескаа на секоја изведба, беа неминовен детал кој не може да не се спомене. Деца, млади и стари, сите беа дел од автентичната музика и старата европска култура. Организаторите за следната година најавуваат уште повеќе гости и побогат репертоар. Поетска средба во Кочанската библиотека.
Учествуваа поети од 10 градови на Македонија. Во организација на јавната општинска установа Библиотека Искра и литературниот клуб Копнеш, а во рамки на манифестацијата Кочански денови на Оризот 2013, во просториите на Кочанската библиотека се одржа средба на Сојузот на писателските асоциации на Република Македонија. Манифестацијата е во рамките на општинската манифестација Кочански денови на Оризот за 2013 година. По тој повод библиотеката и литературниот клуб Копнеш организираа литературна средба на која ќе има дружење на членовите на Сојузот на литературни асоциации од Македонија, во кој членуваат околу 10 општини, а клубови малку повеќе, поради тоа што имаме општини со повеќе клубови. Денес ќе имаме читање, средба на членови од овие литературни клубови кои влегуваат во асоциацијата. Има повеќе од 30 на гости и членови на нашиот клуб. Средбата од овој вид е прва после многу години, кога сите ние повозрастните знаеме дека во Кочани се одржуваа вакви средби на општо задоволство на сите граѓани, на сите оние кои пишуваат или го сакаат да пишуваат и да читаат. Имавме прекин од подолго време, но се надеваме дека денешната средба ќе го продолжи минатото, ќе продолжи традицијата во Кочани да се среќаваат литературни творци од целата држава. Во името на Сојузот на писателската асоциација на Република Македонија зборуваше Божана Трајковска, председател на самата асоциација. Успеавме да го формираме Сојузот од 10 градови на Македонија, како што се Куманово, Кочани, Прилеп, Битола, Охрид, Штип, понатаму Кавадарци. Така да сега сакат и некои други градови, како Тетово и други градови сакат да се приклучат, меѓутоа сега 10 градови се приклучени на Сојузот. Тенденцијата беше за формирањето на Сојузот да излеземе од своите зачаурени веќе места, да, го надминавме нашето место, да речеме, со нашите активности, сакавме малку комуникација со цела Македонија и пошироко. Гледавме да не се совпаѓаат активностите, за да можеме да се дружиме на литературен план. И во тоа мислам дека успеавме. На средбата во Кочани настапија 30 на поети, членови на клубовите од 10 на градови на Македонија. Во чест на литературната средба, домакините го отпечатија препознатливиот билтен со творби од учесниците на средбата во Кочани. Вечерва во изложбениот салон на Центарот за култура во Кочани ќе бидат изложени делата од ликовната колонија Свети Пантелеймон. Во изложбениот салон на Центарот за култура Белимогре во Кочани вечерва во присуство на учесниците на колонијата како и љубители на ликовната уметност ќе бидат изложени делата од ликовната колонија Свети Пантелеймон, која кон крајот на месец август се одржа во мотелот град Чекари Кочани. На колонијата, која раководеше магистар Александра Сандева и која беше втора поред, учествуваа 15 на ликовни творци од повеќе градови на Македонија и од градот домакин Кочани. Како гости кои создаваа своји дела на колонијата, учествуваа и тројца млади ликовни творци од звртимениот град со Кочани, Сиген Сент Миклош од Република Унгарија. Младите уметници за време на колонијата создаваа дела инспирирани од езерото Градчи и неговата околина, од манастирот Свети Пантелеймон во селото Пантелеј Кочанско и по слободен избор. Го посетија Кочани и неговите знаменитости, а се искачија и на Виничкото кале. Вечерва ќе биде првото представување на ликовните дела создадени на ликовната колонија Свети Пантелеймон, која се одржа во рамки на топлиот културен бран, а финансиски ја помогнаа Министерството за култура и Општината Кочани.
Ова беа содржините што ви ги подготвивме за денеска. Ви благодариме за вниманието и имајте пријатна вечер. Довидување.